Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 90 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва 90 минути интервју со Оливер Андонов, претендент за лидер на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа човек кој многу знае, еден ден беше министер за внатрешни работи, како јас го дефинирам најпоценетиот политичар во врвот на ВМРО-ДПМН. Многу пикантни, многу ексклузивни информации. Останете со нас 90 минути, јас ви гарантирам. Кога речам дека ви гарантирам, тогаш на вистина ви гарантирам, сигурно нема да зажалите. 90 минути интервју со Оливер Андонов. Добро вечер, Оливер Андонов. Последно интервју некаде мај месец 2019 година. Добро вечер, господин Евтов. Мило ми е што повторно сум кај вас на интервју. Тогаш бевте прв од ВМРО-ДПМН кој кажавте дека ги изгубивте претседателските избори, бидејќи до тогаш, до вашето интервју 2019 година, ВМРО-ДПМН не го признаеше Стево Пендаровски, веле дека изборите се добиени, дека Гордана Силјановска е несуден председател на Република Македонија. Тоа интервју, господин Евтов, беше прекрашително, можеби, интервју во мојата практика во ВМРО-ДПМН. Јас се надевам дека и ова интервју вечерва ќе биде исто така едно од прекрашителните интервјуа. Уште сте во ВМРО-ДПМН? Јас сум член на WHO-ДПМН. Бидејќи нели фракција најавивте, лидерска трка и така натаму, дали се уште во Фракцијата не значи напуштање на партијата. Тоа не е нова политичка партија. Фракцијата е внатре-партиска групација која има посебни и определени политички барања и цели насочени во нашиот случај првенствено кон оставка на Мицкоски и демократизација на ВМРО, која ќе овозможи ревитализација на партијата во духот на вистинските европски, национални македонски вредности и идеологијата на ВМРО. Андонов, ќе го разговараме тоа подоцна. Вие прво побаравте оставка на Николовски, долго време не баравте на Мицкоски, сега побаравте оставка на Мицкоски, но тоа во втори дел на емисијата ќе го анализираме. Имаше некаков реваншизам, бидејќи вашиот син беше дел на извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМН. На последните парламентарни избори, мислам дека беше во прва изборна единица на некое недобитно место 17, 18 или 20. Дали имаше реваншизам после вашата пресконференција пред Белата палата на Христо Татарчев? Дали тоа да го наречеме реваншизам или погрешна политичка постапка на раководството, односно на Мицкоски? Тоа што јас го знам, бидејќи јас најчесто со мојот син не би сакал за семејството да зборувам сега, и тоа ќе го ставиме во оваа рамка. Говориме политички, нели? Да. Беше на одредени функции. Поради тоа што Александар е сепак едно момче кое на свој 26 години е сосема солидно образовано со 2 магистерски, една од тие на Истанбулскиот универзитет. Ке вас е магистар, не дека или ке вас ли е асистент, професор? Никогаш нити би дозволил такво нешто. Не може лидер да биде точно во ВМРО-ДПМН. Штом не го вработите вас на војна академија, не го правите асистент, не завршува ке вас, значи нема шанси да биде нов лидер на ВМРО-ДПМН. Должен сум една работа да ви појаснам сега кога ја споменавте војната академија, бидејќи тоа е едно правило од кое на наставно-научен совет е донесено, а тоа е дека вашите ставови не ги токму тоа. Да ги поддржува војната академија. И јас не ги изнесувам ставовите на војната академија, ова е сепак политичко лично интервју на Оливер Андонов како член на ВМРО-ДПМН. Андонов, и вие сте служили војска. И тоа ќе ви одговорам. Јас сум служил војска, така да не можеме да разговараме за дезертирство или за недезертирство, бидејќи кога го слушам лидерот на опозиција, а тоа е топ тема, тој служил, по гарда служил и така натаму 2001 година, испеја дека тој сака да му го земе местото на началникот на генералштабот, а не да му го земе местото на Димитар Ковачевски. Господине Евтов, многу брзо го движиме некако интервјуто и поимот лидер треба да го објасниме, бидејќи во градацијата на политичките активности и политичкиот успех се зборува за политичари, државници и лидери. Така е. Ово дојде ко генералисимус Сталин или така некако, но за да бидеш лидер треба да имаш национални успеси направени. Мицкоски нема такви, така што неговото ниво не е ни политичар, туку е квази политикант. Андонов. Се дозволете само да дообјаснам. После оно интервју 2019 година, вас ве обвинува дека сте под мое влијание. дека јас ви вршам влијание и дека под моје влијание го напаѓате Мицкоски, давате одредени ставови и така натаму. Тогаш бев директор на телевизија Алфа, значи
Тој некаде 2 или 3 месеци пред да... Мај месец 2019 година беше. Сум се уште директор на телевизија Алфа. Крај на мај. Да, и го снеме интервјуто и го објавуваме на телевизија Алфа, кај што велите, ги изгубивме изборите. Подоста ние нема некоја комуникација година и пол дена, меѓутоа во тој период од година и пол дена вие го растурате Мицкоски, што ќе рече дека не сум ви влијал вас, ја на вас, туку тоа биле ваши лични ставови со кои вие сте изразувале несогласување со одредени политики кои ги води вашата партија. Ке бидам индискретен, господин Ефтов, не во насока да ве оправдувам во тоа што го кажувате или јас да се правдам, не можете вие да имате влијание врз моите ставови. Мислам, сепак, вие сте само новинар кој си има своја продукција сега, тогаш како директор на Алфа, логиката би било дека вие ќе требаше ги застапувате другите ставови. Така е, па јас на телевизија Алфа излегов рекол дека ВМРО ДПМН треба да расчисти со груевизмот. Ако сака да дојде на власт. Никола Груевски реагираше и рече па Мицковски е мој избор, па не знам Илје Димовски, Александар Николовски. При тоа расчистување со груевизмот не значи вие да расчистите со Груевски. Туку со моделот на владење на Никола Груевски, и за него ќе разговараме. Тој модел сега што го споменувате, може би несрекно наречен груевизам. Веројатно затоа што Груевски беше председател на партијата, па го персонифицирате. Да. Инаку навистина Никола е сосем еден нормален човек со кого што треба да расчистуваме со него личносно, нема што. Мислам што ќе расчистиме, тој си у Будимпешта. Човекот си има своја траекторија на живење, на политички делување и така натаму. На Република Унгарија, гласан избори во Република Унгарија. Не знаеме дали е попишан во диаспората или го е бойкотирал пописот сега кој беше како државјанин на Република Унгарија. Меѓутоа груевизмот остана во вашата партија. Ние имаме проблем со моделот на функционирање кој дава негативни резултати во работата на партијата, бидејќи од неколку аспекти тоа може да се гледа. Прво, партијата не е на власт за да може да делува по исти модел, по иста методологија, како во времето на Груевски. Второ, времињата се промени. 5 години подоцна мора да има промена, се е различно. Различно е окружувањето, различно е состојбите во Македонија, влијанијата се други, така што многу работи во ВМРО. Пократко траеше Заев, например. Да. И тоа е, знаете, тоа е една тенденција кај што се пократко и пократко ќе траат лидерите. Па, видите, ајде да го споредиме тоа со една Британија. Сега може да ќе кажете, Британија е 300 години демократија и парламентаризам и така натаму. 3 премиери. 3 премиери во 2 години. 3 премиери. Джонсон падна поради неуспех во односите со Русија, нешто беше околу така. Скоро 3 години или 4. 3 премиери во 3 или 4. 3 премиери во 3 години неполни ми се чини. Тереза Меј, па Борис Джонсон, па сега Листрас. Така. И тоа од иста политичка партија која е на власт. Која е на власт. Знаете вие ВМРО да помене да е на власт денеска и да има погрешна политика. Дали ќе се смени премиерот? При тоа не вели опозицијата не го доби легитимитетот кој сега нели ВМРО да помене. Не, Шумови не зборуваме за Ковачевски, при тоа ниту Христо Мицкоски. Ако стане со шпицен премиер немаше да го има легитимитетот бидејќи не беше носител во ниту една изборна единица. Значи тоа воопшто не е битно според мене, перципирајќи демократијата како тоа. Во зрели демократи тоа е небитен процес. Токму така, бидејќи тоа само луѓето се обидуваат да го тоа условно кажано материализираат преку неговиот ангажман на избори. Ни еден кандидат, дури носител на листа, не се ангажира толку колку што сите останати се ангажираат во кампањата. Кампањата се потпира на членството, на активностите на останатите кандидати на листите, на многу други активности. Така што не можеме да вадиме директна линија на тоа кој колку заслужен е за таа работа. Андонов, вие сакате да бидете лидер на ВМРО ДПМН. Јас тоа јавно не го кажав, вие го кажувате сега, јас имам што да понудам на ВМРО ДПМН. Колку ќе бидете лидер еден ден, бидејќи знаете, после 1 септември 2017 година, мемиње на социјалните мрежи се направени со Оливер Андонов, нели? Еден ден министар за внатрешни работи. Кога ќе падне снег и кратко ќе трае, вели, снегот траеше пократко од мандатот на Андонов. На Оливер Андонов. Да. Добро, сином, ај вака индискретно, барем влеговте ли во тоалетот? Помала нужда, додека бевте министер за не се сеќавам да ви кажам, толку беше турбулентен тој ден. Толку беше турбулентен. Не ради времето, турбуленцијата беше голема, бидејќи
Ама со чадор кога дочека тамо, кови се... А не, тоа беше во друга ситуација. Да, тоа беше друга ситуација. Ако зборуваме за тоа, Васко, малку вие како анегдота тоа го... Не, тоа значи било што да се спомни за вас, или мислам дека не е спонтано, дека е стимулирано да ви се прави една таква негативна кампања. Видите, знаете како, Васко, ако кај нас во ВМРО ДПМН, и тоа дури сега ми се прави од страна на ВМРО ДПМН, ми се прави таа... Ова сте министер, така? Да. Ве величи министер. Благодарам, Васко. Величи. Благодарам. За навистина 24 часа, ама министер си во CV-то стои дека сум бил министер, така. Така да и лидер еден ден, ама да бидете. Еден ден, јас за еден ден што можам да направам, ја верувам дека Мицкоски не може да направи уште за 5 години да седи таму во таа фотели. Може. Како вели? Мислите во минус или во плюс? Како вели за 5 животи бил обезбеден. А тоа ќе го потврдам дека мене ми го кажа. Ми го има кажано? Да. Дека за 5 животи. Ама тоа беше 2020, така што сега мислам дека веќе за 10. За 10. Ама знаете како, еден живот се живее, ајде нека биде Худини работата, па 2 нека живее, а со останатите 8 што ќе прави? Јас би му советувал тие 8 ете да ги подели на овие јадни наши членови кои крпат крај со крај во животот. Но тоа е на 1 септември 2017 година. На 1 септември 2016. 16 го станувате министр. Да. Тоа кукна слава си го славите дома тој ден или не го славите? Некукна слава ни Свети Јован, а тој ден само останал забележен како еден ден кој јас исклучително многу сработев за ВМРО ДПМН и за Македонија. Мојата задача беше сосема друга. Значи, вие добро се сеќавате дека одењето во Министерството за внатрешни работи еден ден министер беше само за да бидам дополнителен заменик министер, зашто не можеш инаку да станам дополнителен заменик министер. Плюс на тоа, се извинам, само да ви го кажам, обликот како изгледаше таму. Јас знаев претходно еден месец дека ќе бидам министер тој ден. Еден ден. Да, токму така и беше договорено. Прво беше тоа стратегија насочена кон парирање на Спасовски, бидејќи искуството од претходните технички влади, ако се сеќавате што беа... Вие треба да кажете колку секунди сте биле, не дено, знаете така. Министер еден ден може треба да кажете... Може 16.000 секунди, како повеќе звучи, така по-крупно звучи. Крупна бројка. Да. Значи, бев министер за внатрешни 16.000 секунди. Да, така е, ама поентата беше сосема нешто друго, Васко, дека се покажа дека тогашното раководство на МВР не му парираше на Спасовски, што испадна и дека е така, бидејќи во моментот кога јас знаев дека ќе бидам министер и кога побарав од Груевски да го тоа помериме порано да отидам во МВР, инсистира некои други струи во ВМРО ДПМН да не одам порано. Кои други струи? Митко Чавков? Таа комбинација која тогаш беше внатре. Господ ве чувал, вие сте верни, значи Господ ве чувал. Слава му. Слава на Христа. Ако бевте министер, ако останевте, ако бевте на местото на Митко Чавков, ке ни ниехте по 10-15 години во затвор. Толку така, бидејќи јас ке не знаев што се случува позади мене, ке бев злоупотребен. Како топовско месо ке седевте таму, а ке се случуваше паралелно со вас некаков државен удар и така натаму. Немаше тоа да биде државен удар, ама ќе беше пореметување на состојбите можеби во државата, тотално, за кој јас ќе требаше да носам одговорност како министер за внатрешни работи. Така е дефиниран 27 април, нели, како обид за спречување незаконско, неуставно на промена на власт, ако веќе е направена владина коалиција. За жал, иако е сомнителна и таа владина коалиција, но не би навлегувал сега во тој момент. Доби легитимитет, значи без малку уште не беа избрани, тие добија легитимитет од меѓународна заедница. А секој обид, нели, насилно тоа да се спречи во било која демократија се нарекува обид за државен, да се докаже кои се сите организатори во таа работа, ама заврши на јадните луѓе кои таму учествуваа во таа работа и кои беа исто така злоупотребени, кои не знаеа дури ништо работат внатре. Дури на фонот на тој процес, нели, имаше некои мини подземни обвинувања дека во Јасен, кај што вие бевте, нели, директор, дека таму имало една или две вежби, каде што се вежбало однесување или командување на председател тогаш на државата Ѓорѓе Иванов во услови на воен удар или на државен удар. Тоа е неточно. Имаше или немаше воен? Тоа е потполно неточно. Неточно? Да. Јасен како јавно предпријатие. Како командно место, нели се смета на врховниот командант? Тоа е командно место за војни услови кои се останати објекти уште од времето на Југославија, така што таму нема капацитет за токму ова што вие го кажувате. Но вие бевте еден од подписниците за мандат на Ѓорѓе Иванов. Да, таму беше и Божин Павловски, таму беше вториот мандат негов. И Гордана Селјановска беше таму. Вториот мандат негов,
бев подписник во контекст на тоа дека е човекот универзитетски професор. Водејќи се од таа идеја. Владиката Пимен исто така беше подпишан, значи. Јас не знам зашто владиката Пимен беше, јас знам дека ние како академска јавност го поддржавме Ѓорѓе Иванов. Интересен список беше например. Исто како што поаѓајќи од тоа дека Мицкоски е колега универзитетски професор, го поддржав кога требаше да биде председател на партијата, зашто сега можам јавно да се извинам дека сум бил во заблуда и во грешка. Но тоа се случува во животот, човек да погреши. Вие сте ставиле подписи кај треба, кај не треба. Не е баш така. Значи Стрейке не сме да ставиле гувернер на Народна банка, имаше да подпишувате денари, стахдери и така натаму, па после ќе ми се извинувате. Не, да го прифатиме ова како политичка коректност, не како извинување од типот на се кајам за нешто што сум направил, не сум знаел. Вие сте првиот човек преку кого се запознам со Христијан Мицкоски. Тоа е точно. Во неговиот кабинет на електромашински или машински факултет во блокот, стариот блок на Спрат горе. Тоа е значи пред да стане лидер на партијата. Во фазата кога требаше да стане лидер. Се двумеше дали ќе се кандидира или нема да се кандидира, се плашеше дали Никола Горески или глумеше. Од овој аспект јас би рекол дека глумеше. Дека глумеше. Да. За да не фасцинира, бидејќи се кабинет до кабинет, го отвори кабинетот на Кочан Ѓушев да видиме како Душманот во наводници, нели? Кој беше вице-премиер во влада на Зоран Заев и кој беше најмногу напаѓан нели во влада од ВМРО-ДПМН. Нема тука душманлик, по со оглед на тоа дека според она што ја го имам слушнато, не можам да тврдам, но го слушнав дека Кочан Ѓушев му е ментор за докторска дисертација. На Христијан Мицкоски. Значи за да не импресионира, го отклучи кабинетот и не го покажа нели кабинетот на Кочан Ѓушев. Како што не го покажуваше и неговиот кабинет со мебелот, со се она што беше внатре, ако се сеќавате. Кога стана лидер на партијата? Дали беше кога или пред само да стане лидер на партијата? Кога стана лидер на партијата, мислам дека не беше станат лидер на партијата кога бе во кабинетот. Накаче на 7 Спрат. Да, тоа беше друго. Ни покажа видиковецот како таму изгледа, па дека има теретана, нели имаше клучи така. Да. И тогаш не го кажа составот кој планира да го избери како состав на извршниот комитет. И само едно име беше промашено. Да. Не велам дека се преговарало со него, подоцна со тој човек и пиев кафе. Тој Игор Лештар, првиот човек на СИЕУС, го спомене како подпредседател на идното ВМРО-ДПМН. Тоа беше приказната дека масонските структури, Мукаетов и така натаму, ќе застанат зад Христијан Мицкоски и зад ВМРО-ДПМН. Јас не ги познавам масонските структури кои се. Тој не ги кажуваше, не знам дали по таа линија било тоа, но да, точно во право сте. Меѓу другото, кога го спомена и Димитар Димовски и од Куманово, така е, на пратеничката мажот, што беше со 27. Тоа беше со 27 затворен Жаклина, да. Значи сите стана. Сите кои ги кажа да стана. Само подпредседателот не стана. Така. Јас после го прашав подпредседател. Јас тој човек лично не го познавам, така што не можел ни да го прашам, нити да знам зашто. Го прашал, рече не се преговарало. Може се преговарало, може не се преговарало, не е битно. Не знам што се случило. Тогаш во тој момент вие фигурирате на неколку опции. Можен генерален секретар, член на извршен комитет и подоцна станувате дел на кабинетот на Христијан Мицкоски. Првата чистка во мандат на Христијан Мицкоски е чистката против Оливер Андонов. Прво почнува со денонцирање министер за еден ден или за 24 часа и подоцна во одредени портали излегуваат одредени информации или полуинформации со кои се влегува во процес на политичка пресметка со вас. Зошто? Зошто сте одбрани? Прво да расчистиме некои работи. Интерно во нашите разговори со Мицкоски, таа можност да бидам генерален секретар, тој ја напомена и ми даде една обврска при што јас му направив една структурна промена на партијата, значи како треба структурно да се смени партијата за да биде пооперативно успешна во функционирањето. Јас сум сепак човек кој излегол од војската, значи сега ајде мала дигресија. Да, битно сега ќе се фалиме кој со војската како. Не, Донов, тоа е битно бидејќи тоа се и дел на напади, ќе се врати кај Мицкоски. Ова би било добро да го објасните. Да. Тоа се дел на нападите кон вас. Дека вие сте поранешен офицер на JNA, се учествувале во битки кај Вуковар или таму во околината на Вуковар. И кога вие најавувате фракцијата во врвот на ВМРО-ДПМН, ова застава филм групација која се нареком на социјалните мрежи, излегува во обвинение дека сте соработник на БИА.
бија безбедносна информативна агенција, нели? Знам што значи бија. Да, безбедносна информативна агенција, всушност, нели, алудирајќи дека сте соработник по таа војничка линија, бидејќи сте били офицер на поранешна JNA. По таа војничка линија би требало да бидам соработник на војно-разузнавачката служба, а не на бија. Толку разбирате. Тоа е логиката, ако се водиме по логика. Таа логика Мирослав Стојановски не требаше никош да стане началник на генералштабот на Толку македонската армија. така по некоја Бидејќи тој логика. беше еден од командантите во Командант на батальон во Вуковар. Војно-полициски беше, Да. така што Значи тоа беа обвинувањата Тоа е- дека сте човек на бија. значи реков, ако зборуваме за војничкото искуство и за тоа кој што научил во војската, јас можам да зборувам и за тоа дека јас бев во војните и во Македонија. Од 2001, да. И како командир на изведувачка чета учествував во сите борбени Да операции. не беше Мицкоски. Војник не, он во 2003 има служено, ми се чини. 2003? Да, не 2001. Како Пандов влегува во лавоите отко заврши војната. Јас немав комуникација со Вие кај лавовите, бевте? дури немам ни соработка, јас бев во армијата. Липковски од крај таму бевте. Да, Липковски крај Јарачинова. Во еден период од источната страна. Втората забелешка е дека сте биле поранешен. И морам да искоментирам Ајде, тоа ајде. дека војната е лоша работа. Во војната нема јунаштво и нема глорификација. Тоа секој- не е епопеја, тоа тоа е секој мизерија на човечкиот живот. Тоа секој војник го кажа. И војните не ги прават нормални војници кои знаат што е војна, најчесто ги прават за жал милитантни цивили кои сакаат да се прават големи војници. Мажиња. Мажиња, така. Мажиња кои мислат дека кои имаат ако комплекс давал дека се- стража, да. тој направил нешто. И ќе се расправам со некого дали вака било или онака било во војската. Тие од војска виделе само стража. Единствена задача која ја извршувале било да биде на стража. Значи, Андонов, вие Да сте ги биле, праша некој со што ракувале во војска, со што командувале, нема да знаат да ви кажат. значи вие сте биле во војна во две армии, кај што се служеле JNA војната 91 година, Така. Арама војната 2001 Така е. година. Некаде на 10 години ве помина. Што се вели 2011-2021 година, нема опасност, меѓутоа сега 20 години од 2001. сега ако станете некој лидер, а ние сме земја членка на НАТО, да не заратиме со некој друг, бидејќи таква ви е кармата. Сте карма на 10 години. Таква ви е кармата што се вика. Ние како земја членка на НАТО може да војуваме со некого единствено ако дојде до војна НАТО да војува со некого. По член 5. Тоа е по член 5. Ние немаме друг начин како, а би биле строго санкционирани доколку не дај Боже Македонија реши да влезе во војна со некого. Андонов, подоцна бевте во ВМРО-НП или ВМРО Народна партија и тоа ви се земаше нели како одреден греф, иако еден голем дел на министрите во владата на Никола Груевски, Спире Ристевски, на ВМРО Народна. И ден денеска луѓе во врвот на ВМРО се членови на ВМРО Народна кои се Народна. биле. Еве Весна е вратена, нели таа даваше. Димитар пресо- Димовски беше? Димитар Димовски беше. Па дури имаше нели информација дека Христијан Мицкоски Александар член на ВМРО Народна. Како беше во Суле? Што беше да. Беше, да. Александар Георгиев, Георгиевски, што да. беше, што беше Портпарол, Георгиев, портпарол кај Никола Груевски. И денеска е во значи, кабинетот, во во ВМРО ВМРО така ДПМН. е. Значи Така една да- структура на луѓе. Ма тие луѓе не ја создадоа народна сами од себе така, тие луѓе беа во ВМРО ДПМН. Игор Гиевски, кој сега е со Делчевски ни, Така нели, е. кој се вела дека Орце Тодоровски, да Ефто, популарниот Игор Микев, звани Панкерот, кој му е Кумот. родни на кум на Кум на- Христијан. Сите се тие од ВМРО Сите Народна. беа во народното. Значи, Значи вас не ви се смета како 90, бенефит. јас сум член на ВМРО ДПМН од 96 година во општинскиот комитет Куманово. Значи вас не ви се смета ни бенефит што се били во ВМРО Народна, бидејќи ВМРО Народна стана кадровска база по структурите на Христијан Мицкоски. Всушност Мартин Протогер, тоа е она стратегија кај што Мартин Протогер ги повлекува структурите од ВМРО Народна, бидејќи има потреба да има база, нема своја база, има Груевски, има Мијалков во ВМРО ДПМН и така натаму, на Мартин Протогер му треба нели ко генерален секретар и врши трансфер на овие структури од ВМРО Народна и тие се кадровската база од каде што Мартин Протогер ги влечи кадрите. Единствено вие не успевате. Вие како ја нарекувате кадровска база, всушност е база на ВМРО, не е на ВМРО ДПМН, не е на народна база. Зошто? Затоа што ние сега може да се вратиме назад и да зборуваме за тоа зошто Лјупчо ја направи народна. Така е, да го исчисти криминалот. Во наводници. Во наводници. Да го исчисти пред јавност. Пред јавноста. Ние, јас во тоа време, значи тоа се случуваше 2003-2004 година. Така е, Панорама е Нели 2004 Панорама година, па е после 2004 јас учествував во Панорама. после Holiday Inn, после Holiday Inn. 2 недели потоа беше Holiday Inn. Кај што е клучното, а не Кај во што е Панорама. клучното, а
можеше Љупчо тоа да го реши таму, ако беше навистина против Груевски, ако сакаше, но не го реши, не дојдоа сите таму на Централниот, се заврши таа работа како се заврши, и потоа едно време се функционираше као ни таму, односно жолтата зграда едни беа на трети и четврти, други беа на први и втори. Најголем дел од унијата на млади сили со која ја најчесто комуницирам, веќе генерацијски бевме. Игор Гиевски. Така е. Јас тогаш бев 30 на години човек кој комуницираше со тој круг на луѓе таму. Тие луѓе во најголем дел поминаа кај Љупчо. Како поминавме? Ја можам да зборам за општинскиот комитет Куманово, како поминавме ние кај Љупчо? Поминавме благодарение на негативистичкиот однос на Петар Попарсов. Петар Попарсов се направи за да остане тој председател на општинскиот комитет, да цела една групација тогаш не префрли во народ. Да не го расплиме разговорот. Да. На неколкото средби што сме ги имале со Мицковски, тој е раскажан или претпоставника од Груевски, дека кога се случуваат разврските во Холидин, дека на 6 или на 7 кат во Холидин се наоѓал американскиот амбасадор. И дека Никола Груевски тоа точно го раскажа, знаете кога? Кај него кога бевме. Кај него дома. Да. Кај него дома. Така беше. И јас врз база на сите тие полуинформации, индикации, сваќам дека Мицковски сака да го изводи патот на Никола Груевски. Едниот референдум, вториот референдум. Проблемот е што ова не е 2004 година. Па на почетокот го кажав тоа. Второ, Никола Груевски јавно или под маса, но договорено, расчистува со Љупчо Ѓоргиевски. Со 8 мината пратеници Мицковски сакаше да расчисти со едниот ментор, нели, за јавноста Сашо Мјалков, а сега со некои 8 нови пратеници би сакал да расчисти повторно јавно со Никола Груевски, а под масата комуницираат, соработуваат, танге, пранге, прават и што се вика се договараат ко петок и сабота. Значи сака да го следи примерот на Никола Груевски, дефинитивно. Значи видливо е тоа, но на почетокот ти ви кажав, не можеме да зборуваме за исти моменти, исто време. Не се исти околностите, господин Ефтов. Знаете, ВМРО ДПМН е 2004 и состојбите во Македонија и обкружувањето не е исто со ВМРО ДПМН 2022, веќе 2023, така? Да, времето не можеме да го... И околностите не се исти. Времето го промашуваат и едните и другите. Токму. Значи моментумот, брзината на процесите, Украина не се случува, расчистување по две основи, исток, запад и борба против корупцијата. Знаете, не може како Владо Бучковски ви да давате жмигавец да вртите десно, ви вртите лево. Имате полна уста со Европско уније и со НАТО. Тоа не може да се случува, знаете. А доле штракате, продавате ЕСМ или така натаму. Или не знам Зоран Заев, кој навистина успеа Македонија да направи земја членка на НАТО, меѓутоа кланот Струмички прави растур систем во бизнисот во Република Македонија. Такви процеси повеќе не можат. И ако Мицковски смета дека тоа може да го прави, дека ќе биде некој нов Никола Груевски кој ќе биде начело на некоја заробена држава, нит времето тоа го возможува, нит меѓународна заедница ќе му го дозволи и нема шанса да се случи. Тоа е пораката на времето. Никој не може да биде некој друг. Така е. Секој е свој. Така е. Во една прилика, тоа мислам дека тоаш кога бевме, вие му рековте дека он треба да земе некоја личност од историјата со која приближно ќе се поистовети за да може да има идеолошки правец. Не ме разбра. Не ве разбра. Се нарече Даскалот, така? А всушност испадна дека е Гарванов. Да. Во идеолошки елементи, дури и во практично делување на терен. Треба да објасниме зашто е Гарванов, нели, за да може публиката да разбере. Гарванов е единствен од техничките науки што доаѓа на чело на историското ВМРО. Токму, 905 мислам. И навистина кратко трае. Кратко трае и ја растура партијата, после не и неславно завршува. И после него ВМРО е многу тешко да се опорави, дури Тодор Александров ја враќа во Значи кондиција. имало со општествени науки кои доаѓаат на чело на организацијата, има со војни академии кои доаѓаат на чело, но со технички науки бил само Гарванов. Така. Прашањето беше кога папата ќе биде избран, прво што го прашуваат кој име ќе го прифатите. Токму така. Јован, Павле и така натаму и така натаму. И има зошто. И има зошто. Така. Јас го прашав кога ќе станеш лидер, кој име ќе го прифатиш? Христијан. Мислам, не ја свати символиката на... Јас тоа сум го кажал во некој политички... Сум кажал во Може би не сум ве чул, но еве сега ми текна на тој момент дека пред мене му го рековте. Тоа ја бев вака изненаден што не ме разбра. Како не ме разбера? И токму тука почна, се враќам на оној дел што ме прашавте како тргна мојата политичка елиминација во ВМРО ДПМН. Не, тоа не беше дистанција, тоа беше обид за политичка елиминација.
политичко-обштествена елиминација, поточно, веројатно тргна уште првиот ден кога ние седнавме да разговараме. Со Со Мицкоски, откако он му ја представив новата структура, рече, бе, знаеш, не вака така, еве Јанушев ќе биде добро. Кој структура на Миле Јанакиевски. Ја бев Панча отворен. Тошковски така натаму. Јас бев толку коректен и отворен, што му реков отворено, не се врзувај со тоа јас дека мора да бидам. Ти си сепак председател на партијата, направи го тимот за извршен како што треба, јас сум на располагање. Вие требаше да бидете некоја, ајде како да речеме, шеф на тајната полиција на ВМРО-ДПМНЕ, или на тајните служби на ВМРО-ДПМНЕ. Не могам никогаш така. Да, отприлика да можете безбедносни проценки, информации и така натаму да сервирате на Мицкоски, подоцна бевте дел од неговиот кабинет, задолжен за координација на комисиите на ВМРО-ДПМНЕ. Значи немало никогаш таков елемент, се извинувам што ве прекинав, немало никогаш таков елемент по прашање на безбедносна служба во ВМРО-ДПМНЕ. Тука е пресметката. Но тука беше пресметка. Тука е пресметка. Завише филм групацијата Александар Николовски, мислам дека Да, делом Александар Нацев и така тој натаму. прв судир внатре во ВМРО-ДПМНЕ по тоа прашање, односно по прашање на моја елиминација, тргна оттаму. Контрола на Тргна во две работи. На ресловите на разузнавачки структури. Тргна во две работи. Прво, комисијата за безбедност, која се тогаш функционираше како комисија, пробаа луѓето од таа страна да ја минираат во работата. Кој требаше да прерасне во КСИО, нели, во некое Не, современо. тоа беше на КСИО, Соколов, Аце Диневски. Тоа на Соколов беше идеја кој во тоа време се врати во ВМРО-ДПМНЕ, сега мислам дека не е веќе повторно е дистанциран. Тоа беше негова идеја пак да се врати на некои такви работи, но тоа беше Комисија за стратегиски истражувања и анализи. Така е. КСИО. Да, КСИО. Да. Тоа беше минирано внатре да не може нормално да функционира комисијата, првенствено од луѓе кои подоцна беа во кабинетот на Наки. На Наки Ќулев. Да. Од тие луѓе беше минирана целата работа. И почна Меѓу хајката. друго, мене беше многу жал што Владко Атанасовски учествуваше во целата иста таа работа. Пред да биде уопште. Пред да биде уопсе. За 20 Ја бев настаните 27. изненаден, а многу брзо потоа партијата испра раце од него. Орце Стефановски или Орце Ефто популарно. Тодоровски, не е Ефто, Стефановски, да. кој нели е во Тој беше директор на штабот. Беше директор на Да, штабот. тој ги водеше логистичките работи во штабот во тоа време. Тој со Владко Атанасовски во некои роднински односи. Така е. Мислам дека му е вујко, ако не сала. Нешто има. Блиска рода Да, се. да. Значи, популарниот Ефто или Орце Тодоровски е дел на структурата со Игор Гиевски во овој случај А не е само тоа. на Делчевски, Ако на Делчевски зборуваме за тој енергетско бизнис мафијачки дел, Да. како се викаше бар, кафе бар има еден на Виски. улица Македонија, виски бар. Значи, тоа е фирма која е собственик на една од фирмите со хидроцентрали. Значи, поврзано е. Се е врзано. Се е врзано, јас добро знам дека се е врзано и сега ќе ви кажам, значи како се даваше импулс во таа работа. Ако прво тргна од саботирање на работата на комисијата, втората работа со која се судрив беше преговарањето за ОТА и АНБ. Комплетните закони јас ги преработев со една група луѓе кои разбираат што е прислушување, што е ОТА, што е Агенција за национална безбедност. Забелешките на тие закони беа, па може би да набројам најмалце во 100 члена да се преработат, за да бидат демократски и граѓански. Коментарот на комисијата кога ги предложив на некој од комисијата, нема да ги именувам намерно, ако се таму, беше па нас не одговара ова, утре ние кога ќе дојдеме на власт ќе го правиме истото. Значи менталниот склоп, ние се разидовме во менталниот склоп. Пред 2 дена имаше Александар Николовски колумна у Фокус, мислам дека Не сум ја прочитал, да. кај што генерализира сегашните, ајде да речеме препокувања, подземни игри, дворски игри во СДСМ околу првиот човек на Агенцијата за национална безбедност. Се сеќам дека Емил Димитров, екс-премиерот, говореше на говорница при формирањето на Агенцијата за национална безбедност, Фросина Ременски исто така говореше дека тие говореа на собраниската говорница, Александар Николовски со Оливер Спасовски се договорија. Кои луѓе ќе станат членови на Агенцијата за национална безбедност. Јас со господинот Димитриев тоа го имам разговарано во собрание и на Трајче Димков кој беше представник од ВМРО-ДПМНЕ во процесот, парламентарен представник,
Му сугерирав неколку пати дека како треба да се води работата и каде се греши. Го кажуваме ова И што се случи? за да сватат гледачите дека Не, се е ова некој договор. Ве разбирам ја вас што сакате да кажете, но мене ме нешто друго загрижува повеќе. Едно е да ние се договараме за да ја демократизираме државата, да имаме нормална држава со нормални служби, а друго е да се договараме за да направиме криминал. Кога луѓето во мандат на Сашо Мјалков напредуваат и сега треба да дојдат на видни функции, беше и Николовски, прв човек на државна безбедност. Сега овие што се во шинелот или во барабанот, да е први луѓе на агенција, тие се луѓе кои секторски напредуваат, стига до врвни позиции во мандатот на Сашо Мјалков. Тие се први соработници на Илија Смилевски. Некој давал налог како втора управа да се врши прислушкување, тоа е управа за борба против заштитен уставниот поредок во Република Македонија. А петата е за оперативно работење. Техника, оперативна техника. Работење. Некој кој давал налози да се прислушкува во Република Македонија, се напредот у кариерата. Гледате, едниот избега во 20 избега во Грција, еден избега во Турција, така натаму. Да, така е, но Ковачки одвоено разузнавање, Ковачки е сега прати, значи сакам да кажам ете целата една разузнавачка структура на милје. И вие единствено вие сте избришани, пато збришат со вас. Па не, јас ви кажав зошто е тоа така. Да, мене е многу јасно. Конкретно ќе ви кажам, значи со примери почнав да ви кажам. Кога не помина тоа на кога комисијата, видов дека се пружа отпор, отидов кај Христијан и му кажав, викам таква и таква работа, треба да влезам во таа преговарачка комисија и за интересна работа, потоа добив една повратна информација од собранието, кога дошле да преговараат, а мислам дека таму на преговори отишле Николовски, Атанасовски и мислам Нацев дека бил со нив, не сум сигурен. Нацев, тоа е тројката. Да, отишол на преговори, страната од СДС била изненадена што мене ме нема. Они очекувале дека ја ќе се појавам и многу се спремале по однос на тоа дека ја ќе се појавам и подоцна Фросина има искоментирано, ова е малку по паланачка линија дојде до мене, дека они напротив очекувале со мене да се судрат и се спремале на сериозни разговори. Баси по паланечка линија ве елиминира. Преку медиуми под контрола на паланечки структури. Не, тој медиум не е под ничија контрола, тоа не е медиум, прво тоа е портал кој таму е пари, бизнес, приказка. И не би коментирал за тој дел. Не, Андонов, вас ве обвинија дека сте проруска структура во врвот на ВМРО ДПМНЕ. Знам. И лудира на една или две ваши средби. Не, јас јавно ќе ги кажам. Со руски разузнавачки структури. Не, јас јавно можам да зборувам за тоа. Тоа не е ништо скриено. 2017 година јас сум бил министер за внатрешни работи, значи сите имале контакт од мене. Од рускава амбасада побараа средба. 2017 година во мај месец се случуваше тоа, на која средба јас реков да, ворете, кажете што имате да кажете, јас бев свесен дека јас во тој момент бев само еден обичен курир. Требаше порака да пренесе. Порака да пренесе. На која средба ми беше само кажано дека тие се спремни да понудат помош да не се отстапи од власт. Ја им реков, јас таква одлука нити носам, нити донесувам, но еве, ради пренесување на пораката ќе ја кажам. Јас ја кажав пораката на Груевски во тоа време, неговиот одговор за волја на вистината беше крајно коректен и крајно исправен, и тоа од оваа дистанца го тврдам. Човекот рече, ако тоа го направиме, тоа ќе значи дека ќе имаме државата Сирија ќе ја направиме. Ќе имаме проблем во Македонија. Сега те кажете дека од руска амбасада бе било пратена порака. Дека се спремни за подршка. На Никола Груевски. Да. Што значи подршка? Пари, пратеници да му се купи. Значи ВМРО да може да формира власт. Подршката беше само така беше само кажано да се задржи власта, ќе ви се даде на ВМРО ќе се даде подршка да се пренесе на Груевски. Викам добро, јас. Значи дека русите и 2017 година после изборите на 11 декември 2016 година во тој парламент имале на располагање. Па веројатно и од СДС имале на располагање. СДС. И од СДС и од ДУИ и подоцна јас по други линии имав отприлики информации за некои луѓе, ама пресметка која сега се случува во ДУИ. Тоа се руски, американски пресметки околу ДУИ, превлас кој ќе биде, како ќе биде порака. Ќе дојдеме на таа тема, само дозволете ми ова да го завршам. Ова е многу битно, бидејќи ве обвинија дека нели се соработка. Пошто врзано за ова, не, тоа не е соработка, тоа е само пренесување порака било.
Тие мене ми имаат побарано по службена функција, веројатно, пошто сум последен министер за внатрешни работи на ВМРО ДПМН, веројатно таа била некоја логика на контакт. И затоа реков, крајно коректно е да кажам дека Груевски ја одби понудата, што и јас истото би го направил. И тогаш и од денешен аспект, но... Ова не е средба со Руси. Не знам, не можем јас да видам... Ова сте вие, така? Да, јас сум. Овде човек од Американска амбасада. Знаете што, тој е мој личен пријател, јас не би го тоа така поврзувал. Снимени на отворено место. Јавно место, центар на Скопје. Ви реков, да, па јас со моите пријатели јавно седам. Што ги рече дека не сте руски шпион, штом соработувате со Американска амбасада. Па, не, видите, не сум никогаш бил ничи шпион, не па руски. Тоа ви обвини. Еве тоа ви реков. И тоа е бруталната пресметка. Да, ама ќе ја завршам со втората средба која беше, зашто ви реков на почетокот, втора средба. Значи, одговорот беше вратен од моја страна, не доаѓа предвид, толку. Завршија комуникациите. Второто барање нивно за средба беше во ноември истата година, значи 6 месеци подоцна, исто на нивно барање, погубење на локалните избори, кај што исто на јавно место седнав и повелете, што е сега, пак некоја порака е во прашање, да, пораката беше да се пренесе на Груевски дека политички е мртов, нема да даваме никаква подршка понатаму на ВМРО. Ја бев дури изненаден дали воопшто дале подршка на ВМРО. Тоа ми беше моето лично прашање во мене, каква подршка дале на ВМРО кога нели се одби таа, ама ова беше веќе лична порака повторно до Груевски дека сватите како ви има сработено русите, нели? Да. Бидејќи Да, во потполност јас се прави она движење дом, граѓани за демократска обнова или на Македонија, кој требаше да одговори на шарената револуција. Вие сте дел на таа структура, нели? И тоа дел на таа структура имате и одредени... Тоа беа патриотски таму, не беа партиски. Проруски, да кажеме, или таа структура се налепува на ВМРО ДПМН. Русите купуваат 4 или 5 играчи од таа структура и преку тие 4 или 5 играчи од денеска се гледа многу видливо. Нели, кои се денеска видливо се гледа тоа. И тие се налепуваат на ВМРО ДПМН. Сега има друг процес кој сака да го чистат Христијан Мицкоски, па велат не слуша Христијан Мицкоски или нема комуникација со нас Христијан Мицкоски и ја стават енергијата на Димитар Пасиев. Но за да стигнеме до тоа, ама тоа го прават преку членови од ВМРО. ДПМН, така е. Да, од ВМРО ДПМН на членови од ВМРО ДПМН им зборуваат против Мицкоски, а во меѓувреме има други информации, а во меѓувреме има сосема други информации дека редовно се комуницира. Па добро, и снимене и... Ма не, борете, знаете што, да не беше војната во Украина, тоа беше сосема нормално. Сосема нормално. Ја едно време морам тоа да ви го кажам во тој контекст, не можев да разберам зошто одбиваше нормална комуникација со руската амбасада кога имаше барања официјални дека бе во кабинетот кај Мицкоски за средба. Тој во еден период ги одбиваше тие состаноци кои мене не ми беа јасни зошто. Еден амбасадор на било која држава во Македонија е представник на таа држава и председателот на ВМРО ДПМН треба да комуницира со сите, ама на определено ниво дипломатско. Тоа не важи денеска по однос на Русија. Има средба со ГРУ, со два агенти на ГРУ, представници на Завиша филм групацијата која се нарекувам, во елитен скопски ресторан. Некој ќе рече два елени, ама јас не знам дали е два елени, кај што е разговарано за подршка на Мицкоски на Конгресот минатата година. Вие не се кандидирате на Конгресот минатата година, иако тогаш не комунициравме, имаше некои најави дека и минатата година сте биле заинтересирани за појава на Конгресот. Има средба на представници на ГРУ со представници на Завиша филм групацијата, кој во име може би... Јас тоа нема да го потврдам или одречам, ќе го оставам да стои така, господин Нефтов. Нека виси. Нека виси. Нека свети шикат, нека трепка. Да, но ќе ви кажам еден друг момент. Некои информации кои во тој период дојдоа до мене, ме натера да јас се откажам тогаш од учество на Конгресот, а најмногу од се поради тоа што самиот Конгрес беше против статутарно организиран. И не сакав да учествувам во целата фарса.
Дете сега Инфомакс јавува... И се појави еден момент, само дозволете ми да го завршам ова, и испадна дека сум во право. Како сум во право за противстатутарните дејанија кои се случува, така бев управо и по однос на некои влијанија, бидејќи луѓе кои се појавија на Конгресот покажаа слика за тоа дека ова што вие го спомнувавте пред малку за средбата е многу можно да е веројатна. Тамо, например, на статутарна комисија бе Панчо Тошковски, а не дека Панчо бил на, мислам дека не бил на таа средба, меѓутоа Панчо Тошковски беше прв човек на статутарна комисија. Мислам дека роден во Русија, во Ташкент, или фамилијата му била преселена од Егејска Македонија. Не знам сега од вас слушам, Тамо е Тони Менкиновски, Тонинјо Менкинјо, отприлика на правна комисија, човекот кој го бранеше Зоран Заев, во судски процеси го бранеше, се гледам голем патриот, па знаме на Вергина става тамо фирмата кај што ме, па се среќава со овој генетичарот од Гевгелија кој покажува дека ние сме генетски со Александар Македонски до 17-то колено овој поврзани. И интересен е еден факт, мислам дека Инфомакс на некој од овие подкасти што ги прави со Стефче Екимовски споменува дека преку јавните претпријатија во градот Скопје, предпоставувам, кои се под контрола на ВМРО, се извлече некаде од 600 до 1 милион евра, поделени на 5 адвокати, не велам дека овие двајца ги земале, поделени на 5 адвокати кои се јават во судски процеси, кај што се бранат луѓе на ВМРО, СЈО и така натаму, кои се гонети од поранешното специјално јавно обвинителство. А дали се прашувате зашто на таков коментар на Инфомакс никој не реагира? Никој не реагира. Инаку таа информација која Стефче ја кажа, јас ја слушнав многу предходно. Имаше еден мој обид да се разговара на таа тема и со директорот на Водовод, но очигледно тој откако се консултираше со Мицкоски побегна од таков еден разговор. Тој Пирински. Да. Тој би беше шеф на кабинет во кабинетот кога вие бевте дел на кабинетот на Мицкоски. Да. Да, иначе Златко е така фино момче кој јас не сум имал никогаш судир со него, политички па најмалку, затоа што ние најмалку разговаравме за политика. Тамо и Косева, Мазнева, Николиш, тамо и Валентина Божиновска. Да, и јас сега кога го спомнавте кабинетот, само ќе се вратам на почетокот на оној дел кој рековте во кабинетот. Да, тоа беше заклучок краен, еве во кабинетот ќе видиш комисиите ќе ги водиш. Координатор на сите партиски комисии, тоа што јас му го предлагав на Христијан, најчесто он знаеше така да го кои се ресори министерства во сенка, значи ако ВМРО или се ресори министерства во сенка. Да, комисиите. И јас ги терав комисиите да работат. Таму имаше проблем со поединци у комисиите кои не работеа или зошто ги растура, зашто ги укинува комисиите. Многу интересно, значи се тоа сигнали кои допираат до мене. Значи на толку работа на комисиите се креираше состојба дека не работат комисиите. А работеа исклучително многу за разлика од тоа дека денеска воопшто не функционираат комисиите. Мислам дека дел од луѓето на комисиите го ставија под знак на прашалник авторитетот или имаше опасност дека ќе побарат смена на тие излегоа со прашање за неговиот авторитет, бидејќи цела година откако он беше претседател на партијата. Одеднаш ние разговараме токму за кадровски прашања во комисиите, како денеска со Мицкоски, вечерта излегува без да ми каже на централни и ги разрешува сите комисии. Се плаши дека ќе му направат пучува партијата. Токму така. И јас викам, зошто не ми кажа, така му реков, зошто не ми кажа, знаеме се, не може ја да слушнам дека на централен ти разрешуваш комисии, чиј шеф сум јас. Ама знаеш, мене можеше да ми излезе некој, не смеем да си дозволам таква работа. Значи, тој цело време градеше еден круг на недоверба кон луѓето. Тој не менаџираше со позитивната енергија со луѓето, туку цело време беше недоверба. Дали овој ќе ме зафракне, дали оној ќе ме зафракне. Таква беше енергијата дека ќе биде сменет, бидејќи знаете, можете да имате тогаш да го менуваат. Не сакаше никој тогаш да го менува. Сега сакаат. Сега да. Сега многу сакаат. Сега сакаат неговото најблиско обкружување сакаат. Значи јас нема да се изразам со такви зборови, нема да кажам кој се го има навредувано во моје присуство Мицкоски од неговото непосредно обкружување. И со какви зборови кон него се има пред мене, за него се има обраќано, јас тоа никогаш не сум го кажал. Јас водам политичка борба против Мицкоски, кој политички е пропадната работа, ама немам ништо личносно со него да водам борба за да го навредувам. Јас тоа сум го слушал од луѓе непосредно блиски до него, кои подоцна еве нешто се многу се блиски, многу го сакаат. Антонов, ако се навратиме на таа средба во Два Елени,
кој минатата година на 2 дена пред Конгресот Добре. на ВМРО ДПМН. Мицкоски го пролонгира неколку пати Конгресот минатата година. 2 пати, не е неколку пати. Дали па имаше и Мериот, па иницијатива, па имаше друга иницијатива, меѓутоа го пролонгира се додека не е сигурен. Тој И дури го остави за по-локалните избори, бидејќи на локалните избори играше на се или ништо. Христијан Мицкоски. Така тој не очекуваше да добие на локалните избори. Беше изненаден. Неговата проценка беше 16-17 општини, ако Беше изненаден. Ќе биде среќен. Тој беше изненаден, јас мислам дека добро е што така бидна. Тој беше гласот на народот, по на хик родос, хик салта. Еве го родос, еве скокни. Нели, тој што скокал на езоповите басни на родос по 30-40 метри, само на родос во определени услови, еве му ги дадоа граѓаните условите, година дена подоцна ги гледаме условите какви се. И ќе разговараме и за локалните избори, ако сакате, и за Данела, и за сите тие работи, но сакам само да ви кажам дека очигледно неговиот страв што ќе биде, он беше спремен да си оди. Беше подготвен. Беше подготвен дека ако ги изгуби изборите ќе си оди и ќе прави нешто да некој друг дојде на негово место од неговото обкружување, бидејќи некои работи требаше да се затвори. Кој го заштитува? Кој го чува? Веќе знаете, тој јавно се тука е друга работа. Тој јавно се скара со Сашо Мјалков. Не, господин Ефтов. Тој јавно се скара со Сашо, а потоа луѓето на Сашо начело со Ивица Коневски му помогнаа на изборите. Со синот на Сашо Мјалков, кој имаше една средба некаде средината, крајот на август минатата година. И со Сашо има средба направено. И со Сашо има средба. Да, и тоа го знам, дека има и со Сашо, знам и каде и како, но тоа не би го коментирал сега. Значи Сашо Мјалков минатата година. Во што се има договорено да му се пружи помош. Затоа и луѓе околу Сашо Мјалков се вклучија активно во изборната кампања и му помогна, немаше толкава абстиненција. Но имаше генерална абстиненција, ВМРО освои околу 285.000-290.000 гласа. Андонов, Груевски му помогна ли лани на Христијан Мицкоски Мислам дека да. да победи на локални избори? Мислам дека да, на свој начин да. Беше ли пратена порака некој Груевски да седи на страна, да не се меша во локалните избори? И тој таа порака која му беше пратена дипломатски не ја слушна или не сакаше да ја перцепира. Тоа беше веројатно финалниот обид да победи ВМРО на локални избори и на 13 ноември да биде формирана нова влада која веројатно ќе го амнестира Груевски или ќе го изведи Сашо Мјалков од судските процеси. Јас не би одел толку длабоко во таа анализа, се ќе одговорам само на оној првиот дел. Тоа беше руска влада која требаше на 13 ноември. Првиот дел од прашањето ќе одговорам, не е една, сигурно повеќе пораки му се испратени на господинот Груевски. По се она што се случува, очигледно е дека ги има игнорирано пораките. Снимали ли вие средба со Груевски? Да. Во Будимпешта? Да. Јас тоа не го крием, тоа зашто нема проблем, јас знам вообичаено луѓето ќе кажат ама не, ама не. Бевте синуси, имавте проблем со синуси? Не, немав проблем со синуси. Општина Газилова или? Не, немав проблем со синуси. Средбите мои со Никола се одвивале кога сум одел на некоја од конференциите во Братислава најчесто и по таа основа сум застанал за да се видам со него и да поразговарам, ништо повеќе. Како лидер на опозиција може да прави пари за 5 животи или за 10 животи? Минатата година, значи пред локалните избори, значи тоа е 2020-2021 година, има голема афера која не пука. Тоа е промена на детален урбанистички план во општина Газибова. За Истгейт? Станува збор? Да, претпоставам. Промена на детален урбанистички план, пари во тоа. Советниците кажуваа за таа работа и како биле викнати во партија да гласаат за еден од промена овој што е во така случајот со Делчевски ниви ги притискал, ги пресирал и така. Васко, знаете како? Многу пари се зема за промена тоа на дупа. вие ја гледам последно време го следам и Стефче како зборува, тоа е само еден мал крак од целата таа бизнис олигархиска структура која се создава. Кој го има под контрола лидерот? Кој го има под контрола лидерот на опозицијата, всушност тука се работи за енергетска бизнис мафија, која е од надвор. Надвор од Македонија. Надвор од Македонија влијае врз контролата на лидерот на опозицијата, но имам некој чувство дека влијае и врз премиерот, односно лидерот на позицијата. Дали директно или посредно преку кланот заеви, тоа е нешто сосема друго што може да го разработуваме, но поентата на едно такво влијание е контрола на државата, која е на штета на граѓаните. Значи, ние можеме да влеземе во заробена држава од друг тип сега.
Ако вие може да зборувате за информативно-политички заробена, разузнавачки заробена, или медиумски заробена, се имаме енергетски заробена. Да, може да зборуваме во иднина дека ќе влеземе во енергетски заробена држава. И јас овој момент може да го искористам како едно прашање, да поставам можеби реторичко, бидејќи знам дека нема да одговори, зашто Мицкоски јавно не излезе да каже со кој тоа фирми он договараше набавка на јаглен од Индонезија, кај што има црн и сив јаглен. За такви фирми станува збор? Со кој фирми, ова е само дел од сето тоа. Добро. Со кој фирми он договараше набавка на газ? Со кој фирми он договараше набавка на нафта, на мазут, или со кој фирми договараше набавка на струја? Се е тоа енергетски бизнис. Тоа е поврзана работа. Кога знаеме дека во услови кога Русија војува, ние во Македонија не можеме да внесеме литар нафта без да ни одобри некој и да се знае од каде. Па проба Вучич, па му го секна хрватскиот нафтовод. Секако. Глете. Значи, ние можеме да увеземе газ и нафта од други места, но не од Русија и руски сателити. 5 декември се става вето. Да, не ставено е веќе. Вето кој треба да почне. Треба да почне 5 и сега е само дајде да се доврши што е почнато. Да може да се има време за прилагодување. 5 декември веќе нафтени деривати, освен една или две држави или три, она што се пони дружба, нафтоводот нема да стигат до земјите членки на Европската унија. Така. Гледате, Христијан Мицкоски кој беше дефакторизиран. Тој не само тој што беше дефакторизиран, тој дефакторизираше и партијата. И партијата. Нашиот последен разговор беше токму во таа насока на 22 ноември 2020, последен пат јас и тој во живо разговаравме, кај што јас му реков дека и тој е дефакторизиран и партијата е дефакторизирана. 4 дена го примат во владата на Република Македонија. Да разговара за позиција број 1, позиција број 2 или позиција број 3, од каде што може да се набават. За тоа утре ќе имам колумна, утре не, денеска. Денеска сабота. Излегува, денеска сабота нели снимаме. Да. Утре во неделя ќе излезе колумната по тоа. Добро, утре вечер ќе излезе емисијата. Да. Како што беше со мазутот, ВМРО да биде. Тоа е гума за спасување, така. За спасување. Значи некој му кажа на Ковачевски да му фрли гума за спасување. И му фрла гума за спасување на Мицкоски. Така беше со РКМ, фирмата, постапката за мазутот за тето. Така беше со одбивање на референдумот. Токму ме интересира. Од Ала Џафери. Да, од Ала Џафери. Дали ќе прифатат на пасија? Токму тоа сакав да кажам, пошто ако Мицкоски поставуваше глупи прашања за референдум, за да се одбие или да нема начин како да се спроведе, а Пасиев поставува многу опасно прашање. За ЕУ и за НАТО. За ЕУ и за НАТО. Некој очигледно има сериозна намера нас да не отргне од ЕУ и од НАТО. Ја и замислете сега хипотетички вака, и ова сакам гледачите добро да го слушнат. Замислете Македонија да не е членка на НАТО и да ги прекине било какви комуникации и преговори со ЕУ. Нема да ве прашувам за безбедносните предизвици. Нема да ве прашувам ни за руски влијанија, ни за кинески влијанија, ни за не знам какви влијанија. Едноставно ќе ве прашам во окружувањето во кое се наоѓаме. Колку време ќе преживееме? Економски. Андонов. Како ќе се снабдиме со деривати, како ќе се снабдиме со се што ни треба? Во четврто ќе правиме анализа за изборите во Бугарија и регионалниот контекст. И тоа ќе ви кажам дека ќе има уште едни избори во Бугарија. Апсолутно ќе има на пролет. Тоа одамна го предвидов. Има зошто е Бугарија 2 години во меѓупростор вака ставена. Значи, а дел од вината е и кон нас што го прават тоа. Андонов. Бугарија 2 години функционира како председателска држава. Бидејќи кога нема да биде формирана влада и таа функционира службена влада, службена влада која номинира председателот Радев. Значи во овие 2,5 години Бугарија функционира како полупредседателска или како председателска држава, но не е битно. Таму гледате возраждение или преродба. Расне многу. Од 1% до 10% ги мети од масата сите проруски партии Каракачанов, Маракачанов и така натаму и така, не стига до 10%. Возраждение во Македонија ќе биде левица. Ете, сака да го исчистат Мицковски. Не, Мицковски сам себе се чисти. Русите, да, на некој начин. И гласите ќе од во левица. Дури Мицковски каска сега за левица. Па овој што беше протест пред 2 дена во Охрид. Вчера, нели? Завчера, утре иде емисијата, значи пред 2 дена што беше протестот во Охрид. Мицковски повика на мирни протести. Завиша филм групацијата преку Твитер исто повика на мирни протести. Сега значи се буста левица како олигархиски или како руски проект, мене тоа ми е само дилемата.
Левица е проект на ВМРО ДПМН на Завиша филм. Што би рекле вие Завиша филм групацијата. Нивен проект е. Дури Зато им е битно. И се изненади ВМРО ДПМН на изборите 2020 што воопшто влегува во парламентот. Као првичната слика им беше дека треба да одвлечат гласови од СДС, а всушност таа групација направи да ти одвлечат гласови од ВМРО ДПМН. Наместо ВМРО ДПМН и Мицкоски да ги менаџираше радикалните десни структури во Македонија, кои за жал сами си ги создадовме во еден голем дел. Преку ова дом групација русите ви ги создадоа и ви ги залепија до ВМРО ДПМН. Тоа е понтонскиот мост што беше направен. Тие ги прилепија тие групации кон левица. И јас во една од колумните му напишав на Мицкоски: објасни ми каква е можноста да една десна, чиста македонска политичка опција, ВМРО ДПМН, национална партија, има врска со левица која се, ајде бидам пежоративен, пали на Че Гевара и на Кастро. И на Ким Ил Сунг. И на Ким Ил Сунг. Која е логиката наша идеолошко-политичка, и тоа ми покажува и ми дава за право да тврдам дека денешното раководство на ВМРО ДПМН, освен политиканство, идеолошки е исплакнато. За идеологија ги имаат парите и бизнес интересите. И тоа на крајот од се, знаете, тоа господин Ефтов ме разочарува во целиот дел. Ај барем да се нивните бизнес интереси. Тоа се туги бизнес интереси во кои они се само тркачи. Групација ве елиминира, вие сте првиот кој е елиминиран од таа Завиша филм групација. Да, на најбезобразен начин инвестира во левица. Така. Блиска соработка со француска амбасада, како велат во разузнавачките структури. Јавно комуницирате со една прозападна амбасада да ги скриете руските врски и руското влијание во целата таа структура. Тука дури според она што јас го знам, дури не имаат искарано со други пријателски држави, продавајќи информации таму, кои сме ги добиле на размена од други пријателски држави. Што е страшна работа за нас, затоа и институциите, посебно безбедносните во државата, се во ваква состојба во каква што се. Затоа токму таа застава филм групацијата е најзаинтересирана кој ќе биде прв човек на Агенција за национална безбедност. Ги пушта тие полуспинови текстови по социјални мрежи, по Фокус, по други портали и така натаму. Знаете зошто се заинтересирани, господин Ефтов? Не се заинтересирани за да се задржи статус кво. Да може да купат информација, да имат комуникација, да не бидат до тој степен што таму нема кој знае какви информации да дојдат. Нема да се сомневате во интелигенцијата на нашите партнери од НАТО и од Европска унија. Тие добро знаат со кого имаат работа. Јас во една прилика исто тоа го напишав и на Ковачевски и на Пендаровски. Ако не ви кажат Ерол и Виктор што се случува, мислите дека тоа не се случило? Значи, поентата на контрола на АНБ не е добивање информации. Туку некој од оперативните активности кои таа институција ги работи кон трети држави, ајде така да кажем, да не именувам. Значи, Андонов, испадна дека ВМРО ДПМН сите се уценети со судски процеси, единствено лидерот на партијата кој има најмногу отворени постапки, кој вие сигурни сте дека не е уценет со судска постапка? Нели тоа е прашањето? Нели тоа е прашањето? Како сите може да бидат уценети со судски процеси така натаму и така натаму? Единствено лидерот против кој имаше барем 4 или 5 процеси кои или му ги имат исчистено или му ги држат во фјока, не е уценет. И не само што не е уценет. Затоа ви реков, мислите ли дали не е уценет? Овозможно му е во енергетскиот бизнис да влезе во влада, па тамо гледаше. Па ако имаме предвид дека некои од неговите соработници блиски се појавуваат во градењето на фабрика за марихуана во Ражаничино, не сум сигурен дека е во прашање само енергетскиот бизнис. Затоа реков има неколку гранки, градежниот бизнис, марихуаната. Значи така за 10 животи станува. Па тогаш кога разговарахме рече за 5, сега веројатно каде е конфликтот? 2 години подоцна може до 10 да се стигне, зависи од динамиката. Каде е конфликтот со Даниела Арсовска? Прво да прашам, дали вие знаете Даниела Арсовска, бидејќи во петокот... Не, Даниела Арсовска ја знам само вака од телевизија што сум ја видел. Во петокот на социјалните мрежи беше објавена, на Твитер беше објавена една фотографија. Да видам, не гледам. Да, што со таа фотографија? Оливер Андонов на кафе со таткото на Даниела. Значи ништо не е случајно, ова е фотографија. А кој е татко на Даниела тука од сликата? Ја не го познам таткото на Даниела. И јас не го познам.
Кој се на фотографијата, Андонов? Значи, ова сум јас, ова со грб со капата што е свртен господинот Зоран Ефремов, а ова човекот со наочарите со подигнат прст нешто ми објаснуваше, па гестакулација имаше, тоа е господинот Тодор Нанев, познат дипломат, човекот која изврши демаркацијата на границата со Косово. Со Косово. И дел од фракцијата, тоа е дел од фракцијата. Значи, Еден од основачите на ВМРО ДПМН е Тодор Нанев. И колку што знам, тој не е татко на Даниела, неговата керка е во Америка живее. Ова е значи господинот Ефремов. Да, со Кој грб беше што е свртен со капа. дел на агенцијата за разузнавање. И претходно помошник за внатрешни работи, помошник на министерот за внатрешни работи за СВР Скопје во времето на Димовска. Задолжен за комуникација со Бугарија, односно за следење на Бугарија. Не, полека. Знаете како функционираат тие работи? Знам како Тоа се одели во службите кои се задолжени за поедини земји кон кои се работи. Добро? И што е поентата? 9 години се опоставам прашањето. Која е врската на Каракачанов во ВМРО ДПМН? Бидејќи очигледно дека делови од тие разговори што се правеа да се минира процесот, која е минатата година да се стави бугарско вето, дека Христијан Мицкоски и Александар Николовски ги добиваат информациите. Ајде бугарски да речем предварително ги добиваат тие информации. Каракачанов е линијата? Која е линијата кој ги сервира, господин Ефтов, кој ги храни со тие јас ќе ви информации од препорачам, процесот? ако сакате за такви работи подетално да разговарате, поканете го господинот Ефремов, сега е пензионер, доколку смее да ви каже некои работи, тој сигурно ќе ви ги каже, но можам да ви кажам дека директната линија на Каракачанов со Мицкоски е прекината на наједен вулгарен начин, со оглед на тоа Каракачанов зашто го смета Мицкоски, и дека линијата оди преку СДС. Преку СДС? Да. Линијата на Каракачанов? Да. Со Христијан Мицкоски? Да. Не чува Христијан Мицкоски, навистина е министер за опозиција. Не е министер за опозиција, зашто? А за енергетика? Не. За енергетика сега. Не. Тоа е сега може да Он е биде... вице-премиер за опозиција, паралелно и министер за енергетика. Да. Тоа е добра позиција. Многу јака позиција, да ви кажам, ВМРО таман ДПМН има- треба да го прифати предлогот на Таман Заев ки- да учествуваме у владата. Владата, таман ќе има реконструкција на влада, да не биде само Ристо Пенов, нели? Еве може нов вице-премиер да се... Вице-премиер за опозиција и ресорен министер за енергетика или министер без портфељ може да Пред биде. 2 години мислам дека ова беше. Ви имате барав оставка на Александар Николовски Да, за Чешка и за Словачка. да. Како е сработено ставањето вето или спротивставувањето на Чешка и Словачка околу прашањето на Кирил и Методи, се словенски просветители? И не само тоа беше рамката. Првата бугарска рамка тоа беше беше тоа. првата бугарска рамка. Кој е Каракачанов, нели е турка со Екатерина Захариева, првенствено на Каракачанов. Првата бугарска рамка ја туркаше, да, Екатерина Захариева со Каракачанов, и на тоа се спротивставија чесите и словаците и се спротивставија првенствено поради себе си, не поради нас. Зошто? Затоа што тие имаат во иста држава со Австро-Унгарија живеено 300 години, имаат прашање со Германија, посебно нели околу Бохемија, Шлезија, таму каде овој граничењето на Чешка со Германија, и не може да споделуваат некој што би сакале бугарите да кажат заеднички историски прашања, кај што Роден биле пријатели. имат Моравската школа Така е. со Кирил и Методи. Тоа е па средновековниот дел. Период. Значи, тие од тој аспект се бранеа, се ги бранеа своите интереси, и немаше никаква врска ВМРО ДПМН со тоа. Александар Николовски излезе и кажа дека Александар Николовски излезе и кажа на Канал 77, даде таква изјава, тоа беше декември месец. дека Реакцијата преку на своите пријатели, дека ВМРО ДПМН е преку преку своите пријатели, својата дипломатска моќ, Мрежа, всушност извршило влијание врз Министерствата за надворешни работи на Чешка и Словачка да излобирале да ја заштитат Македонија на тој начин. Тоа беше една таква наизглед бенигна лага заради подигање на рейтингот на ВМРО ДПМН, а всушност е една ноторна, многу приземна лага која подоцна беше демантирана. И дојде до тоа да јас го предупредив, јас знаев дека е лага. Беше брутално демантирана знаете, од Министерството за надворешните и на Чешка и на Словачка. И сега знаете, во заедничко соопштение. Ама тоа заедничко соопштение, господин Ефтов, не одеше само помеѓу нив координирано, тоа беше координирано на Европска унија. Така е. Сите земји членки на Европска унија знаеа за тоа и го поддржаат тој став на амбасадорите на Словачка и на Чешка да излезат јавно да демантираат, и дури да се дрзне, тие јавно демантира на пресконференција. Да му кажат на потпредседателот ВМРО ДПМН, лажеш. Така е, но да биде трагедијата уште поголема,
подпредседателот на ВМРО ДПМН се обиде да влие врз новинарите дека не ги добро разбрале чесите словаците што кажале. И вие барат оставка. Уште поголема овој приказката тука, поголем циркузот, така да кажам, со тоа што јас побарав оставка од него, ама претходно една работа исто треба да ја кажам за да биде присутна во јавноста, зашто потоа нели Николовски изборуваше за мене дека сум неважна личност со која не сака да комуницира. А прв тргна вас да ве елиминира, бидејќи сте небитна личност. Ви кажав, кога Александар Нацев ги украде од кај мене од канцеларија документите за преговори со за АНБ и за ОТА, комплетните законски решенија со моите забелешки на преку 100 членови и ги однесе кај Николовски и мене ме отстрани од комисијата за преговори, мене беше јасно дека тие ќе преговараат нешто сосема друго, нема да преговараат тоа. Тие беа објавени. Како не знам дали беа објавени, не се сеќавам. Дел на ваши укажувања, сугестии на Мицкоски беа објавени во одредени портали. Сретни се со Муса Џафери или такви некои или се видов со тоа беа лични разговори мои кои потоа се прераскажувани па некој друг ги правел такви какви што ги правел. Како белешки, така? Да, тоа беше целата поента беше да се полициски спакувано беше. Полициски спакувано, општествено, политички да бидам елиминиран. Да ми направат таква состојба во која јас во општеството веќе не можам да се кренам. Значи тоа е структурата на Александар Николовски. Но за жал нивна, јас си се кренав повторно затоа што никогаш јас немам ништо против никого направено, немам против татковина. Се само да ви ја дообјаснам ако дозволувате оваа состојба со Словачка и со Чешка. На реакција на тие амбасади кон мене, прво кон мене реагира и рекоа, што се случува, не е точно ова што го зборува, зашто и тие добиле прашање од своите министерства и тие подоцна реагираа по налог на своите министерства. Тоа не знам на кого не му е јасно дека амбасадорите овде во Македонија, дали се од било која држава да се, не реагираат по личен... Тоа само ВМРО ДПМН не го разбирате, па него спред 2 дена говори лидерот дека Кейт Мири Брнс водела ваква или онаква политика. Не води Кейт Мири Брнс политиката, е представник на Соединетите американски држави, води Стейт департмент од политика. Исто како што го прашува кои тие новинарите на ВМРО ДПМН, дали Доналд Трамп знае дека сте во Република Македонија. Ако се води политика која отстапува од стандардите на Стейт департмент во еден ден, ќе го повлечат амбасадор. Ќе биде повлечен амбасадор назад. Така е. Значи сериозна држава функционира на тој начин. Тука не помагат дури ни лични контакти. Тоа знам затоа што има луѓе кои во ВМРО ДПМН објаснуваат дека имаат лични контакти со поедини амбасадори. Тие лични контакти се лични контакти за кафе пиење, за лав муавет. Не се за дека ќе смени политиката. Чешка, Словачка, Полска и Унгарија ја прават вишеградска група. Така. Кога Виктор Орбан заглавува руската степа или во руските степи во комуникација со Владимир Путин, се распаѓа вишеградска група. Точно и денеска не функционира. Поради овие 3 држави. Така е. Секојаш американската политика, тоа е новата Европа, нели, која американската политика стропкала така. Ние сме како држава НАТО и ЕУ држава, ние сме во таа политика. Значи секојаш кога сака да се прати порака кон бугарите, не гледаме 2 години не можат од перманентна политичка криза да излезат имат на пролет предвремени избори, американците го прават на овој начин. Така. Чешка и Словачка му ја пратија пораката на бугарите. Ја пратија пораката на бугарите и не ја разбра бугарите што не ја разбра, тој веќе друг дел од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН не ја разбра. Него проба да се залепи дека е многу важна приказна, битна и дека тие со своји линкови реагираат чесите словаците. Јас како еден коректен член на ВМРО ДПМН и дел од кабинетот на Мицкоски комуницирав со Мицкоски и му го кажав тоа. И му реков, заради здравјето на партијата, прво што треба да направиш е да го демантираш Николовски, па после ќе бараме чаре за се друго. Ќе се пегла. Ќе се пегла, што велите вие сега, вака пежоративно пак. Тој влезе во една расправа со мене да го брани Николовски. Ја бев шокиран од таа работа. Тоа беше првиот пат кога јас разбрав дека нема разлика во тоа дали Николовски зборува или Мицкоски зборува. Дека тоа е истата политика на ВМРО ДПМН и тоа ми испровоцира јавно да излезам после тоа откако реагира чесите и словаците. И многу интересно да знаете, господин Ефтов, дека Мицкоски знаеше дека они ќе реагираат. Јас му пренесов. Има пресконференција и тој не сакаше да отстапи ни јота од тоа што го изјави Николовски од лагата. Што директно укажува на тоа дека освен личните контакти, кои сум убеден дека се на прво место бизнис контакти со Николовски по градежна линија. На Мицкоски? Да. Дека нема по градежна линија некоја друга, да кажеме, медиумска линија, дека немаше никаков интерес за заштита на ВМРО ДПМН.
Тоа беше поразително за мене. Николовски И ова треба да го знаат членовите на партијата. Раководството на ВМРО-ДПМН, првенствено Мицкоски, не е спремен во ниеден чекор никого од ВМРО-ДПМН да заштити, а не па партијата да ја факторизира и да ја заштити. Андонов, мислам дека тамо едни со други за гуша се држат. Дека тоа е такво некое клопко направено, знаете. Николовски е потпредседател на партијата, прокуристот на Никола Груевски, нели? Велат прокуристот на Виктор Орбан, прокуристот на Никола Груевски во ВМРО-ДПМН. Тоа е Александар Николовски, тоа е ролјата на Александар Николовски, гледате сега малце повлечен. Пише колумни Фокус, меѓутоа многу малку дава изјави. Да, телевизиите, забележливо е тоа, го нема. Во последно време таква насока веројатно има добиена да не се појавува. Дури на средбата со унгарскиот амбасадор за прв пат не се појавува Николовски, се појавува Тимчо Муцунски. Да. Тимчо Муцунски заедно со представник на енергетска лоби група 23-24 март минатата година со Мицкоски со службено возило на ВМРО одат на средба во Белград, одат и се враќаат. Што е индикативно, значи Тимчо Муцунски е веќе влезен во тој градежен енергетски е внесен очигледно таму. Тамо застава филмгрупација ставовите на Муцунски, па секако со оглед на тоа кој му е се шеф на кабинет и како функционира општината, јасно е. Мене ми е многу жал што Тимчо како мој колега универзитетски професор не најде доволно доблест да ги задржи истите ставови кои ги имаше од минатата година кога разговаравме со заменик министерот за надворешни работи на Словачка и со ставовите кои тогаш пред него ги кажа Муцунски. Мене ми е жал што не ги задржа, туку отиде со една приказна да биде градоначалник и веројатно тука веќе не се во прашање политички цели, тука се бизнес цели. Има тука неколку локации кои може да донесат многу пари, многу средства. Комшија на сите е вклучен во целата оваа работа. Градежна фирма има направено, гледам сега спонзорира текстови на Facebook како во него време се направени паркови, тениски терени, спортски комплекси и така натаму. Одеднаш нели човекот кој беше пасивен на социјалните мрежи, станува активен, а од друга страна зборува дека е страшно разочаран од политиката. Од политиката. И се ќе како така формира градежна фирма. Се разочарува, формирана е градежна фирма и таа градежна фирма ќе биде изведувач на сите клучни. Ги знам и партнерите кои се таму и како функционираат. Предходно беше адвокатски советник и уште на хонорарна општина Кисела вода. Кисела вода градоначалникот е во некои роднински врски со Христо Мицкоски? Не мислам во директни, него тоа се некои сватовско-кумовски, кумашински линкови и така нешто. Но што ќе се случува сега? Но мора да напоменам Орце Георгиевски е стар член на ВМРО-ДПМН. Тоа не е спорно. Се оспори тоа на момчето. Едно од ретките кои добро работи. Да. Во споредба со други Да, но ќе видиме дали до крај ќе додржи човек. Каде е конфликтот со Даниел Арсос? Да, почнавте од таму. Рачињата, кој е фатен со рачињата во медот? Бидејќи имате информации дека разговарали со Стефче Кимовски, сте имале комуникација. Значи, кој е фатен со рачињата во медот? Господин Ефтов, таму веројатно мнозина се фатени со рачињата во медот. Што значи? Еве што значи тоа. Тоа значи дека морам да напоменам, јас во старт бев против тоа да Даниела биде кандидат на ВМРО-ДПМН. И тоа јавно го искажав како став, кога еден од подпредседателите на ВМРО-ДПМН прв без одлука на извршниот и централниот комитет се истрча да каже дека ќе потпише за неа. Зошто сте против? И против сум затоа што сметам дека ВМРО-ДПМН како голема политичка партија има доволно капацитет, има свој кандидат. Освен Коце Трајановски кој бил кандидат на ВМРО-ДПМН, можеше Коце повторно да биде. Беше Ристо Пенов и како кандидат на ВМРО-ДПМН и како кандидат на СДСМ. Согласувам со вас. И Петре Шилев. Тоа оди во прилог на вашата теза дека Мицкоски го повторува Груевски. Груевски и деломно Бранко Цренковски. Сега ќе престанува да го емитира во јавни настапи Бранко Цренковски, пробува со драмски паузи да го емитира Александар Вучич. А тоа му е вежба која веројатно ја спроведува и на извршниот комитет, па слушам таму некои моабети дека пред одење во влада да разговара со Ковачевски, нели ден пред тоа се мразеа и овој бараше извинување, вечерта го покани да оди утре дента во влада, па одржа Мицкоски еден извршен комитет, слушам дека таму имало професорско цртање на табла колку чини 1 киловат-час електрична енергија. Како Вучич на Хепи ТВ што ги прави. Толку му тоа. Перформансите колегата Милоvan Марич. Веројатно тоа е вежба за понатамошни настапи. Очекувам прв пат кога сега следниот пат на Алфа или не знам која телевизија ќе излезе со табла да ни нацрта колку на камер. 4:3 како да. Вамо што е да ни црта, да ни црта вака што се случува и така натаму. Инаку добро,
Андонов, таков професор, да напуштите, кој знае се. А кој го напушта, господин Ефтов, ви имате погрешно? Па вие барате нели оставка? Ама ние бараме оставка политичка. А тој нека оди на универзитет, нека предава, па студентите нека кажат колку се задоволни од неговите предавања. Имаше една Тоа е сосема различна работа. Информација кога е дефакторизиран после протестите, дека на делови на партиските структури им кажал дека размислува да се повлече дали во Австрија, дали во Швајцарија, да продолжи со професорска кариера. Таа приказна и мене ми ја кажуваше 2017 година, кога се кандидираше за председател на партијата, дека размислува, ако не се кандидира за председател, да си оди за Австрија. Од овој аспект мислам дека добро ќе беше да си отидеше во Австрија. Но кога ќе размислам подобро, мислам дека никој не му дозволи да си оди во Австрија, бидејќи таму има фирми на некој дечко кој е попотекло од Белград, а има фирми во Лондон и во Виена, и веројатно нема да се работи за професорска активност, туку ќе се работи за енергетска активност. Значи, тоа е позиција да стане премиер и позиција Б, ако не може да стане позиција, тогаш да биде вице-премиер за енергетика и за опозиција. Токму така. И тоа е она коалиција која вие нарекувате ЗММ. ЗНМ на крај ќе испадне, нели? Па новинарското не удружение се појавува во отворен облик, таков, како што се појавуваат другите. Дури едното М во последно време гледа да побегне, па се појавува некој друг во негово име, нели? Кој М се обидува да побегне? Тоа М што е во Струга. Што преспива во Струга. Што преспива во Струга, ама во негово име има друг кој... Со плата на државен службеник, така, направи капитал и може тој капитал 30 и нешто милиони евра да даде. И тоа никој нема да го испита како е дојдено до тие пари, и затоа јас... Па банкарите кои дадоа кредити банкарите, рекоа дека тие не би можеле категорично да кажат дека се прислушкувани поради бизнис интереси, нели? Во судскиот процес, да. Воопшто, само е прашање што се прислушкувани, што се кажале на телефон и со кого се кажале. 10, 15, 17 илјади луѓе да се прислушкуваат во Република Македонија. Има една работа која сакам да јавно кажам сега, не сакам да ме сватите дека ја употребувам емисијата, но идејата на фракцијата е ВМРО-ДПМН да расчисти со таа приказна на криминално однесување и да навистина спроведеме... Мислите дека можете? Може. Треба само добра волја. Да се спроведе, ајде ќе употребам збору, лустрација по однос на потекло на имот. Ветинг. Да, ете, подобро така кажано. Ветинг по однос на потекло на имот. Ако Васко Ефтов работи 30 години новинар и има лично студио кое... Колку е ова? 46 квадрати, така? Повеќе од 50.000 евра не вреди, а во времето кога сте го купиле, веројатно многу помалку вредел. Не купено, кредит се плаќа. 30 години. Така. Ако Оливер Андонов јавно може да кажем има 40.000 кредит на врат, кој всушност вреди 75.000 евра. Овие се парите кои ми ги дава Митко Јанчев, Сашо Мјалтов, американци, Сорос, Ција. Веројатно мене Руси. Значи не знам кој све, Хари Костов. А со 99% од нив јас не разговарам со скарани изминатите 15 Ако е тоа така, тогаш ајде да видиме како 36 милиони се заработуваат. Како се заработуваат 10 животи. Хациендо влае. Навистина ме интересира како станови, куки. Црногорско приморје. Значи, едноставно треба да се види тоа. Зошто да не знаат граѓаните? И се ние сме лопови, гледате, кратци, нас не платен, уценети направени. За кого работам? За Заев или за не знам кој? Да, за Руси, американци, за Руси, за американци, за Бија, за српски шпиун сум, така? Од JNA, нели? Да, наследство од JNA, така? Иако и во JNA не сум работел во службите за безбедност никогаш. Апсолутно. Дури ни во Арама немам работено, имам работено во изведувачките единици. Сте биле прва борбена линија. Така што немам работено конкретно во службите. Одеднаш испаѓа дека ние сме виновни за тоа што го прави ВМРО-ДПМН или СДС. Виновни сме само за тоа што господин Ефтов имаме доволно доблест и храброст да го кажеме тоа, нив сме им виновни, а виновни сме кон општеството што сме дозволиле да дојде ова. Тоа да се случи. И најмногу ми е макар исклучиво од тоа. Тука сме највиновни. Како граѓани сме виновни, очигледно. Сати 23 веќе разговараме, сати 22. Поприлично. Поприлично. Да. Во наредни 12 до 18 месеци.
ки имаме во четврток 10 на 20 минути за црквата, тука горе-доле сакам да го завршувам мој разговор, да оставиме нешто за следното интервју што ќе дојде. Во наредни 12 до 18 месеци ќе има расчистување не во Македонија, на Балканскиот полуостров. Така е. Како видите американците, 100 милиарди долари се планирани, пола да украдат овие велемајстори наши, пола ќе остане да го поклопат руското влијание. Нема да им дозволат да украдат. Расчистување ќе оди по две линии. Исток-запад односот, кој на која страна бил, од телевизии кои дозволиле руски амбасадор во ек на војна во Украина да се појавува таму и да кажува дека тоа е демократски процес, дека По принципот таа се соопштува. да се борат против нацификација и така. Таа се овластен да соопшти. Да соопшти. Така. И втората линија криминал и корупција. Точно. Али Ахмети ја разбира пораката, ќе има што ќе се случи таму, овие други велемајстори ништо За една недела ќе видиме таму. Да, што ќе видиме се сега случува. идната недела. Идната И ќе недела. знаеме, тоа ќе ни биде лакмус да видиме русите го прават тоа, американците го прават, кој го прави тоа и што ќе се случи во другите големи партии. Но наредните 12 до 18 месеци ќе биде џандар збира во Македонија. Едино што можам да кажам е дека е прашањето дали Али Ахмети до крај ќе ја разбере работата. И ќе спроведи. Но спроведувањето не зависи само од него. Зависи од Ковачевски. Бидејќи реконструкцијата на владата мора да се случи ако сака Ковачевски да преживее. Да ги купи барем тие, ја не му давам ни 12 месеци, 6 месеци. И уште една исправка кон вас, и да завршуваме, нели, многу време потрошивме. Стари луѓе дома не ни дават да збориме и ние сега начекавме. Возрастни луѓе начекавме муаве да си направиме камера така, сега да. збориме ти по време. Тоа што треба Ковачевски исто така да го направи, а не сум сигурен дека ќе има храброст да го направи покрај расчистувањето нели со реконструкцијата на владата и спроведување на борбата против корупција и не би се согласил со вас во тој дел дека кога ќе дадат 100 милиони пола велемајсторите ќе украдат пола ќе спроведат. 100 милиони се малци милиарди. Не, добро. Да се покре. Постапката е почната многу порано, посебно во делот за корупција. Извршено е комплетно скенирање на секој од министрите и на луѓето во опозицијата, кои се на врвот во ВМРО ДПМН најпрвенствено, кој кон што е склон и што може да направи. Односно, колку е корумпиран. Така што затоа се врши притисок за реконструкција на влада, за да може да тргнат тие процеси други. Едно последно прашање кое ми е многу битно за да може гледачите да сватат како тој систем на меѓународна заедница функционира, разузнавачки структури, безбедносни структури. На одреден графикон, кога е или каде е представена целата структура и шема, односи, персонални бизниси, така натаму во Република Македонија, има крак Зоран Заев, крак Бранко Царенковски, крак Никола Гурински, крак Орце Камчев, Сашо Мјалков. Многу од тие краци се Крак Ахмети. Крак Ахмети и така натаму. Крак Тито Петковски. Тито Петковски. Лука Мобиле. Кои се тие? Жарко Луковски. Жарко Луковски покојни. Жарко Луковски, да. Значи тоа се краци кои покажуваат дека американците, првенствено станува збор за американците, нели? Не имат снимено, не имат скенирано како пет пара. Господин Ефтов. Догаки ги имат скенирано. Една работа треба да биде многу јасна. Политиката се потпира врз информациите од разузнавањето. За да донесете политичка одлука, треба да имате доволно информација од состојбата на теренот и да ги познавате другите. Тогаш се донесува правилна одлука. Тоа е циклус на донесување одлуки во кој разузнавањето, собирањето на информации, не го велиме разузнавање, па луѓето имаат нешто погрешен впечаток за тоа. Не тоа го поистоветуваме со слушање, со прислушкување, знаете. Со кодошење, вулгарно кажано. Со се прибирање на информации општествени за состојбата во општеството, за состојбата на луѓето, за криминализација на поедини актери во политиката и така натаму. Што преција? Значи, скенираше Владимир Путин. Точно тоа знаат. Тоа е сосема нормално, тоа не е... Точно знаат кои се потези, што ќе прават. Затоа постои контраразузнавање кое треба да ги спречи некој работи. Тие работи знаат кога ќе биде интервенцијата, датумот го погодија што се вели, после Олимписки игри во Кина и така натаму. Сега кога Зеленски излага и кажува тие работи, првиот човек на Цијабанска и кажува тие работи, значи не сваќаме дека Пендаровски излезе и кажа дека почетокот на ноември минатата година знаеле дека
Кина, Така е. руска интервенција во Украина, која Пендаровски знаел почетокот на ноември минатата година, од кога знаеле американците што се вели, кои ги споделиле тие со сојузничките. Значи, пријателски тоа е држави. сосема нормална постапка и така трагедијата за нас е што очигледно дека нашите партнери од Запад не ни веруваат И и снимиле. не скенираат. Ги сканирале, ги снимиле. И не скенираат. Скенирајќи не, тие откриле дека најслабите точки во македонската политика се криминално бизнис поврзаностите. Како се поврзани, ајде кратко да Значи, например, имате состојба во која и тоа не е направено сега. Ние Тоа сега направено. ги чувствуваме резултатите. Тоа се правило некаде од 2000 можда 12-13 се дојде до сегашната структура. созре како катаракта што Не, се не, вели. да ја оформат структурата, да ги поврзат за да знаат кој со кого е врзан и каде е врзан. И вие например имате кругови на луѓе. Кога ќе ги погледате тие таа, вие викате шема, но таа слика на кругови на луѓе, тоа ќе видите групација, например групација поврзана со ВМРО-ДПМНЕ, групација поврзана со ДУИ, групација поврзана со СДС, групација поврзана со останати политички лидерства. Воглавно се политичките лидерства поврзани со бизнисите. И тоа ќе имате поврзување на луѓе во бизнисот, во здравствениот бизнис, во фармацијата, во медиумите луѓе. Интересно, например, И сите со секого се поврзани, па дури има и еден дел кој е, например, енергетскиот дел поврзан, па дури и двете различни групации на СДС, кои се представени, па нивната врска на она старо СДС, што алудира на поврзување со старите безбедносни структури од Југославија, односно со КОС и така натаму. Андонов, Црвенковски интересно таму е например во иста гранка со Мјалков и со Јордан Камчев. Но ни се сите поврзани. Сите поврзани се. Сите, вие кој ќе видите таа слика, вие гледате дека има тотална поврзаност на ние, но така поврзаноста е безбедносните воглавно преку поедини личности кои ги се врзуваат за бизнис активности, нешто мора да ги спојува, а тоа се топлите врски кои во определен момент функционираат. Кои се тие личности, например? Или нема да ја кажа? Па, например, ајде да кажеме дека Вице Заев има врска со групации од кај ВМРО-ДПМНЕ. Толку на почеток. Или на почеток дека постои поврзаност помеѓу Заев и Црвенковски преку личности од СДС кои се во бизнис релации, како например бомбона бизниси. Бомбона бизнис. Да. Понатаму дека има луѓе кои се врзани со ВМРО-ДПМНЕ преку така наречени новинари или деца на поранешни разузнавачки офицери во Македонија, кај што можеме линкот да го поврземе во исто време и према Црвенковски. И дека тие линкови се всушност стара структура на КОС. Тука во Македонија. Во Македонија. Од татко на син, од дедо на внук и Децата на комунизмот. Децата на комунизмот. И тука, бога ми, и во ВМРО-ДПМНЕ има доста такви. Веќе не се деца, овие стана возрастни луѓе, оплячка, милиарди и милиарди. Тие одат сега во насока на своите деца. Така е, да остават. Да. Тоа не се прекинува, знаете. Тоа е, не се прекинува. Се прекинува ако е сериозна државата. Еден грош да влезеш во орото, 10 гроша... Да, баба дала денар да се фати, 2 да се пушти, тоа е јасно, но се прекинува, не може тие да го прекинат. Тоа се балкански правила, како викаше. Па да, имаше еден филм. Да, по тоа. Данило Бата Стојковиќ, кој објаснуваше како функционираат балкански правила. Знаете како функционираат тие работи? Тие работи имаат стари линкови кон некогашниот СССР. Тука се линкови кон прибалтичките држави со фабрики за производство на оружје, тука се линкови кон Украина со производство на струја, енергетика и такви работи, метал. Кои прибалтички, Литванија, Летонија, Естонија? Па да, кон нив. Така што, но таму многу брзо се изменаџираа работите, па се одлепија од таа работа. Но останаа линковите кон нас по други основи. Нашите се понавлячи, после не познаваат. Па за жал, така испаѓа. И сега државата не е мокина, бидејќи тие се вклучени во државата и ја онеспособуваат државата да може да се справи со тие линкови. Да завршиме со... Дури до тој степен што мојата, например, перцепција е во обкружувањето дека слични такви стари структури има и во Бугарија, има и во Србија. И тие работат. И работат. И тука ќе напоменам на работа, не сум убеден дека баш Вучич е таа стара структура.
Мислам дека не. И јас мислам така, како што не мислам дека Петков е, например, стара структура во Бугарија. Излеза Миломир Марич во едно... И во Албанија не е различно. Едно интервју на Хепи телевизија, Миломир Марич, децата на комунизмот, колегата Миломир Марич, рече дека краци на кос се наоѓаат во формирање на мултигруп на Илија Павлов. Краци на кос. Во формирање на мултигруп. Кие беше Балканска банка? На мултигруп. Каде беше Никола Груевски? Каде беше Маријан Георгиев и така натаму. Доволно за сега, се надам дека доволно е јас. Жив и здрав ќе може да шетате од утре по не се плашам. Кажавме Очекувам Мицкоски да ми се јави, пошто последното интервју кај вас 2019 година ми се јави потоа да ме праша зошто толку лошо интервју сум дал, во кое сум рекол дека ги изгубивме изборите председателски, со тоа почнавме, со тоа завршуваме. Не ги добивте, не Гордана Силјановска у председателската резиденција. Само вие не ја гледате. Не ја гледам. Само вие не ја гледате. Не можам да ја видам и да ви кажам искрено, господин Нестов, да се однесував на тој полтронски начин кон Мицкоски и да ги неговите зборови кажував, навредувајќи си ја сопствената интелигенција и универзитетска професорска позиција во општеството, веројатно ќе бев блиску до него, можеби ќе ме вклучеше во бизнис екипата. Не така извршете. Му сугериравме заедно да се врзе со Стео Пендаровски. Тоа е точно. А тој морал да се врзи со Заев. Тоа е точно. Заев да трча ако сака 2024 година. Така е. Коалицијата ЗММ. ЗММ е тоа. Тоа е коалицијата ЗММ, тоа е точно заедно го сугериравме. Не можел да се врзи со Пендаровски, бидејќи не смеел, не бил донесен да се врзи со таа задача. И затоа ВМРО-ДПМН со Мицкоски ризикува и ќе ги изгуби изборите 2024 година. Колку и да обичното членство се обидува да најде некое оправдување и колку и да народот е незадоволен од владата на СДС, ја во една прилика реков врзане за дрво ако треба ќе го држат, токму поради линковите на Мицкоски и структурата на ВМРО-ДПМН. Само промена во ВМРО-ДПМН ќе доведе и демократизација ќе доведе до ревитализација на партијата и сигурна победа. Треба некој да верува во ВМРО-ДПМН за да го доведе на власт. Ангенов. Благодарам. Фала многу. Ке снимаме уште 10 минути, ќе ги пуштиме во четврток за црква, 10 на минути, бидејќи е битна таа приказна. За ова интервју фала многу, одлично интервју. Ќе ужива публиката во интервјуто. Се надевам. Многу долго трае, дали ќе има трпение да го изгледаат. Ова година ќе има уште едно интервју сигурно, ако имат лидерски одредник, ќе има и што се вика вонредно интервју. Фала многу, све најдобро. Секој добро. Ви благодарам. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Оливер Андонов, 90 минути. Првиот дел, првиот пакет. Во четврток има микс политичка анализа и вториот дел од интервјуто со Оливер Андонов, трае некаде околу 30 минути, со ексклузивни информации, пикантни информации, како Српската православна црква ја признала Македонската православна црква. Каде се организирале, кој го организирал, кој бил на тајните средби, Македонија, Грција, Србија, повеќе од 20 средби во траење некаде од 18-17 месеци, да ми верувате. Недела во 22 часот, политичка анализа и ексклузивни 30 минути. Како оди процесот на признавање на Македонската православна црква од страна на Српската православна црква. До недела, односно четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонијо, каде да си.